Титан 01, робот што ги чита вашите движења. Кинескиот стартап Westlake Robotics го представи хуманоидниот робот Титан 01. Овој модел овозможува прецизно имитирање на човечките движења во реално време со помош на специјален костим за снимање. Синхронизација и моќ на движење. Напојуван од моделот општ акционен експерт, роботот покажува врвни перформанси. Милисекундна брзина, роботот ги пресликува чекорите, вртењето и шутирањето топка во дел од секундата. Масовна контрола, еден оператор може истовремено да управува со повеќе единици кои извршуваат идентични задачи. Природно учење. Наместо рачно програмирање, Титан 01 го учи преку директно наблюдување. Ова му овозможува во 2026 година поприродно да ги адаптира физичките задачи и да работи со голема флуидност во различни средини. НАСА, нов план за престој на месечината. Администраторот Џаред Ајзакман го представи планот Игнишн, кој го забрзува враќањето на месечината. Наместо орбитална станица, фокусот сега е на изградба на база директно на површината. 3 фази до трајна база. НАСА воведува фазна архитектура во соработка со приватни и меѓународни партнери. Тестирање, брза испорака на ровери и енергетски системи преку комерцијални летови. Рана инфраструктура, изградба на објекти со помош на јапонската JAXA. Долгорочен престој, поставување тешки живеалишта од италијанската АСИ. Технологија и истражување. Нуклеарна енергија, клучна за одржување на базата и нови пропулзивни системи. Иднина, во 2028 година започнуваат мисиите Dragonfly кон Титан и роверот за Марс. Приватни партнери, меѓународната вселенска станица постепено ќе биде заменета со комерцијални модули.